Кратки најави за денешниот дневник. Заврши судењето на градоначалникот на Струга за поставувањето директори на училишта. Со богата програма ќе се одбележи денот на Охридското езеро. Кратци од цела Македонија налето оперираат во Охрид. Извлечено тело на давеник од Охридското езеро во близина на градскиот кеј. Големо поскапување на дизелот од полноќ. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денеска имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 29 степени. Во попладневните часови се услови за развој на нестабилност и врнежи од дожд и грмотевици. Во текот на ноќта четврток кон петок ќе преовладува претежно ведро и топло време. Времето во поголемиот дел од Европа утре ќе биде стабилно и сончево, особено во западните и јужните региони. Во Скандинавија, Балтичките земји и дел од Источна Европа пак нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Балканот продолжува да биде под влијание на мешани воздушни маси. На север владеат влажен и свеж воздух, додека југот и истокот се под зголемено влијание на топли воздушни струења од Африка и Блискиот исток. Во континенталниот дел на Балканот, Србија, Босна, Северна Македонија, Западна Бугарија чести се локални поројни врнежи попладне, проследени со грмежи. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 26 до 35 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови локално во северозападните, западните и југозападните предели се услови за врнежи од дожд и грмотевици. Минималните температури од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 24, односно до 36 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови нестабилно време со услови за врнежи од дожд и грмотевици. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степен. Во Охрид во сабота и недела по свежото утро со утринска температура од 12, односно 10 степени, во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време со температура до 25, односно 26 степени во недела. Во понеделник по свежото утро во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија.
го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Евана, енергија, живот, иднина. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Струшкиот суд денеска беа изнесени завршните зборови во процесот за незаконското поставување на директори во училиштата. Обвинителите тврдат дека се докажало дека градоначалникот Рамиз Мерко несовесно работел во службата, додека одбраната вели нема докази за кривично дело. Пресудата се очекува утре. Во Основниот суд во Струга се одржаа завршните зборови за судскиот предмет против градоначалникот на Струга Рамиз Мерко за незаконското поставување директори на училиштата во селата Лабуништа, Радолишта и Подгорце. Двајцата обвинители побараа Мерко да биде прогласен за виновен, бидејќи и вербалните и материјалните докази, но и исказите докажале дека тој свесно ги повредил законските прописи, а нанел и финансиска штета. Градоначалникот постапил спротивно на законите од основното училиште. Дали ако има ослободителна пресуда, ќе обжалите? Да. За тоа нема двоумење. Одбраната во завршниот збор побара ослободителна пресуда со образложение дека нема докази за несовесно работење во службата. Фактот што во текот на постапката не се презентирани докази, обвинението го чини покрај неправилно и нецелосно. Не е изведен ниту еден доказ кој утврдува кој субјект е оштетен во случајов, рече адвокатот Игор Петковски. Во завршна фаза се уште два судски процеси за незаконско поставување на директори во Основното училиште Браќа Миладиновци во Струга и во училиштето во Велешта. Сите ни се во завршна фаза, значи во она за Велешта треба да се слушаме еден сведок и обвинети, во ова кој што кажа Браќа Миладиновци само технички советник и обвинет, што значи дека постојат услови на едно рочиште, како што се закажани во јули да се заврши. Против Струшкиот градоначалник се водат повеќе судски процеси. Првиот за набавката на луксузното Ауди заврши со ослободителна пресуда. Со богата програма ќе се одбележи Денот на Охридското езеро, 21 јуни и 25 години од подпишувањето на меморандумот за разбирање за заштита на езерото помеѓу трите езерски општини – Охрид, Струга и Поградец.
Од 20 до 22 јуни со богата програма со културни настани, екоакции, промоција на нуркачка опрема, регати, прошетки со брод, панел, дискусии и друго, Општина Охрид ќе го одбележи денот на Охридското езеро. Во петок на 20 јуни на плоштадот Долна порта ќе се одржи изложба на фотографии од Охридското езеро и настап на Даниел Јовески со почеток во 13 часот. Во сабота на 21 јуни предвидена е богата програма. Ќе се одржи традиционалната еколошка акција Супер чистка на потегот Канео Лабино градска плажа Старград. Ќе се одржи презентација на нуркачка опрема и изложба на подводни фотографии кај споменикот Фајкечот на Крст од 10 часот. Ќе се одржи регата заедно за иднината на езерото кај плажата Горица 1. Во спомен собата во поранешна касарна ќе се одржи предавање Охридско езеро безбедно, заштита и екологија. На бродот Галеб ќе се одржи панел дискусија на тема дали навистина ги заштитуваме водните ресурси од климатските промени, пошто ќе следува обиколка со бродот на водни живеалишта и појасите со трска. Со почеток во 10 часот ќе се одржи поетско читање Слушни го езерото со поети од Охрид, Поградец и Струга на платото пред Центарот за култура Григор Перличев во Охрид. На плоштадот Долна порта во периодот од 13 до 16 часот ќе се одржи музичкиот фестивал Balkan Music Square со настапи на Дамјан Печиновски, Никол Чемицевски, група Љубојна и Алба Далјани од Албанија. Во недела кај плажата Горица 1 ќе се одржи втората регата заедно за иднината на езерото и доделување на наградите. Општина Охрид програмата за одбележување на 21 јуни денот на Охридското езеро ја подготви и ќе ја спроведе во соработка со Субклуб Охрид, Нуркачки центар Амфора, Сдружение за спортско едрење Акватика јахтинг, Сдружение на ветерани и резервисти од одбраната од Охрид, Регионален зелен центар, Национална установа библиотека Григор Перличев и музичката продукција Трето уво. Безживотно тело на лице е пронајдено денеска во водите на Охридското езеро, во близина на градскиот кеј. Околу 14 часот во водите на Охридското езеро на плажата на Кеј Македонија пронајдено е безживотно тело. Информацијата за ТВМ ја потврди портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. На местото на настанот интервенирала екипа на брзата помош. Докторите констатирале смрт, а според првичните информации од полицијата врз телото немало траги од насилство. На местото обезбедено од полицијата беше извршен увид. Истрагата ќе ги утврди причините за трагичниот настан, додаде Димовски, и најави повеќе информации за во текот на утрешниот ден. Кратци од цела Македонија оперираат во Охрид. Во летните месеци, кога расте бројот на кражби поради зголемената фреквенција од луѓе долж Охридско-Струшката ривиера, од Охридската полиција апелираат на подигнување на свеста за поголема внимателност. Со оглед на тоа дека градот се полни со туристи, а и во пресред на шпицот на сезоната, од полицијата се подготвени за засилено присуство и интензивирани контроли, и тоа најчесто на оние места каде има зголемен број на посетители, на концерти, поноќните клубови, центарот на градот и плажите. Паралелно со секоја нова летна туристичка сезона, обично започнува и сезоната на кражби во македонскиот туристички бисер Охрид. Кратци од Скопје, Прилеп, Битола, Источна Македонија, Кавадарци, Штип и други градови оперираат на Охридската ривиера, па од полицијата ги советуваат граѓаните и туристите да бидат внимателни. Мобилните телефони, паричниците, накитот се најлесниот плен за кратците. Тоа е еден магнет, би рекол, за сторителите на овие кривични дела, кога ќе забележат дека собствениците, односно граѓаните, не безбедно ги имаат овие предмети кај нив и всушност тие се лесен плен за сторителите кои што имаат одредени тактики, приоди како на кој начин да го извршат делото и при тоа да се оддалечат од местото на извршувањето. Сите овие места каде што кои што се нападнати, би рекол, од сторителите, дали се работи за концерти, дали се работи за дискоклубови или најпосетени плажи, се всушност и места каде што СВР Охрид превентивно ги покрива со своји полициски сили овие објекти, овие места. Се разбира, целта е да се пронајде сторителите,
одземените, нелегално одземените предмети да се пронајдат исто така и да им се вратат на собствениците и против овие сторители да се поднесат соодветни пријави. Изминатиот период СВР Охрид преку одсекот за превенција спроведе околу 100 активности насочени кон заштита на сопственоста на граѓаните и туристите и во текот на сезоната ќе ги има уште повеќе, вели портпаролот на секторот Стефан Димовски. Целта е да се делува превентивно, да се запознаат граѓаните и туристите на кој начин сторителите на имотните делекти ги вршат своите нелегални активности, како ги одземаат паричниците, мобилните телефони, на плажите често и лаптоп, компјутерите или други предмети кои што граѓаните ги оставаат необезбедени. И ни се една практична и интерактивна комуникација со нив, најдиректно да се апелира до нив, да им се укаже дека потребно е зголемување на нивната внимателност. Паричниците, часовниците и мобилните телефони сокриени под пешкир или во ранец на плажа не се никаков посебен предизвик за искусните кратци, посочуваат од полицијата. Апелираат до граѓаните да не објавуваат и фотографии на социјалните мрежи додека се на одмор, бидејќи на тој начин нивните домови стануваат лесна мета за кратците. Овие активности од превентивен карактер ќе бидат интензивирани, посебно во текот, односно во шпицот на летната туристичка сезона, и тука секако ќе бидат вклучени и полициските службеници од велосипедската полициска патрола, кои што се исклучително активни и ефикасни кога станува збор за реализација на вакви кривични дела, сторени на плажи, на паркинг простори покрај хотелите, покрај плажите или во централното градско подрачје. Како и секое лето, предвидени се и концерти и други забави од голем обем, кои што ќе значат и наплив на посетители во Охрид, па од тука СВР Охрид ќе ги превзема сите безбедносни мерки за безбедно лето без нарушување на јавниот ред и мир и обезбедување на стабилна и поволна безбедносна состојба за охриѓани и за сите туристи. Огромна количина кабаст отпад подигнаа екипите на јавното претпријатие Охридски комуналец во селото Пештани. Комуналното претпријатие реализираше водредна акција за подигнување кабаст отпад како стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго во Пештани, каде се подигнати 104 метри кубни кабаст отпад. За транспортирање на огромната количина отпад биле неопходно да се направат 15 тури со трактор и 2 тури со камион. А утре ќе се спроведе редовна акција за подигнување кабаст отпад во Видобишта. Граѓаните кои живеат во тој дел од градот, доколку имаат ваков отпад, уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот утре и локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 часот до 21 часот, информира јавното претпријатие Охридски комуналец. Отпадот треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад. Големо поскапување на дизелот од ноќеска на полноќ, цената на бензините останува иста. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат за 2,5 денари по литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Новата малопродажна цена на Евродизел БС ќе биде 70 денари за литар, исто како и на екстра лесното масло. Евросупер БС 95 и понатаму ќе се продава за 76 денари, а Евросупер БС 98 за 78 денари за литар. Со одлуката на регулаторна, за 1,149 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот и ќе чини 40,928 денари. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,06% во споредба со претходната одлука. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатен ден!